даде. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам чест и задоволство да разговарам со професор доктор Цане Мојановски. Веднаш на гледачите да им кажам дека со Цане се знаеме, односно се познаваме уште од времето на Млад борец, кога професорот Цане Мојановски тогаш доаѓаше почесто во редакцијата Млад борец и соработуваше. Но моето прво прашање ќе биде за вашето родно место Пештани, Мариовско, иако вие најголемиот дел од животот го имате поминато во Прилеп, каде што живеете и се школувате, се образувате. Но ајде малку да ни кажете некој збор за Пештани, бидејќи ќе бидам искрен, мислам дека Пештани е село само во Охридско, не знам дека има село Пештани и во Прилепско. Прво сакам да се заблагодарам на вашата телевизија вистинска и вам лично како уредник и водител на оваа емисија што ме поканивте да учествувам во неа, да гледачите на вистинска телевизија и посакувам пријатна вечер и успешно следење на програмските содржини на вистинска телевизија. И во последниве 2 години ова е прво мое гостување на македонска телевизија, што е еден од индикаторите за, да речеме, медиумскиот простор за односот во однос на ангажирање до кањањето на луѓето, но за тоа некоја друга прилика. Ми е особено драго што се сеќаваме на Млад борец. Во Млад борец јас бев дописник од Прилеп. Пишував едно лето за младинските работни акции и една година и нешто за младинските активности во Прилеп. Тоа особено по завршувањето на факултетот. Моите родители некаде во 60-тите години под бранот на напуштањето на селските средини се преселуваат во Прилеп и од почетокот на 60-тите години до некаде до 79-та година јас живеев или бев дел од образовните процеси во основното училиште Рампо Левката, во гимназијата Мирче Ацев во Прилеп. Инаку Пештани е едно од помалите села во Мариовската висорамнина, кои сега е без жители. Последните жители ги зема Господ скоро и може да се каже дека едно од селата кое што е можеби не е прославено толку во разните историски случувања кои што се случиле, но е едно од селата кое што имате темели на 8 цркви. Што укажува дека станува збор за една стара населба во која што исто така се откриени разни археолошки артефакти кои укажуваат на еден од античките градови за кои што се уште се предпоставува точно на кое подрачје во Македонија се наоѓало, инаку селото како село во неговите најдобри години не броело повеќе од 150 на жители, ридско-планинско со многу
мала обработлива земја, населението во основа се занимавало со сточарство, иначе моето семејство живее во селото како подстанар, без земја и така натаму, и живеењето во селото е многу потешко за разлика од преселувањето во Прилеп. И што нам, како на деца, ни создаде предпоставки да се вклучиме навреме во образовниот, во општествениот, ако сакате, и во културниот живот на Прилеп и да ги уживаме благодетите и придобивките кои што ги нуди големата градска заедница, особено Прилеп со своето историско минато, со својата специфичност, со својот посебен културен бекграунд, создаваше предпоставки да растеме во средина во која што ќе понесеме дел не само од славното минато, туку и ќе можеме да ги восприемаме новите културни, естетски и други случувања кои се случува во тој период. И како резултанта на тоа, моето образование после гимназиските денови го продолжив во Белград, на факултетот за политички науки, каде што на меѓународно политичката насока во 78 година се стекнав со високо образование. Професоре, ме подсетивте на една реченица која што родителите ни ја велеа, ни ја кажува многу често. Учи, за да не се мачиш, односно да не работиш како нас. А тоа значеше да не копаш, да не ораш, да не нижиш, да не калапиш тутун. И вие го имате тоа животно искуство, слично, тука сме слични во тој поглед, но сакав да ве прашам, како изгледа денеска едно село, вашето родно Пештани, кога нема воопшто жители? Ако денеска отидете таму, што ќе затекнете? Само некои руинирани градби, молк, тишина. Мора да изгледа сето тоа многу страшно. Апсолутно. Моето последно одење во селото беше во услови кога имаш уште неколку жители, меѓу кои мојата покојна тетка, која живееше во тоа село. Беше обновен еден од манастирите Света Петка, кој сметаа дека некаде од 3-тиот век со темели. Моето семејство, по нашата селска традиција, беше домаќин на една од славите на тој манастир. Тоа беше моето последно дружење после 40 години од излегувањето од селото. Јас се прв пат преноќував во конаците на манастирот и имав прилика да се сретнам со еден значителен дел од луѓето кои што живееле порано и излегле на разни места живеат во Македонија, некои во странство. И така да кажам дека тоа чувство беше тогаш помешано, затоа што најголемиот дел од селото беа празни куќи, некои кои што се добри градби и доскоро биле користени од наследниците на градителите на тие куќи, беа во добра кондиција, но куќите во кои што сме растеле ние од Мојановци, кај што сум јас роден, од нив можеше да се видат само зидини. И ми беше многу особено да кажам така, тешко да им објаснам на децата дека бунарот, кај кој што се уште стои со белиот камен покриено на него, е дека е толку стар, затоа што се зборуваше дека дрвото до него, кое е бозеј, всушност е старо повеќе од 500 години, и дека за таа куќа и за тој дел од селото има многу приказни кои што припаѓаат на, така да кажам, на фантастичните приказни во однос на тоа кој живеел, какви способности имал, какви општествени, економски нешта развил, но за жал, како и многу населени места, за еден добар дел нема собрано навреме граѓа, за да можете да оставите било каква трага. Едно време, кога не бев пензија, се амбицирав дека ако ништо друго, ќе се позанимавам малку да го истражам од каде доаѓа моето презиме, затоа што е многу ретко во државата. Во Македонија има уште на неколку места една поголема заедница на фамилии со ова презиме живеат во село Кривогаштани. Меѓутоа,
обидот да пронајдам некои врски меѓу мојата заедница или моите претходници и нивните претходници, не успеав. Имаше една теза дека моето презиме потекнало до колината на Солун и дека во разните преселби кои што настанувале во Македонија во периодите, некои прибежиште нашле во овој крај, затоа што ова висорамнина е долго време настрана од движењата кои што се случувале во Отоманската империја, поврзани со економските, со воените и други. И многу етнолози сметаат дека Мариовската висорамнина етнографски и етнички е една од најсочуваните целини во која што населението е компактно во однос на местото на живење, во однос на мешањето со другите средини, што секако че дополнителен мотив кој што предизвикува така интерес на вистина да се направи некој исчекор околу тоа, да се види колку од сето тоа што ние го зборуваме за тоа село, или што се зборува за тоа село, е резултанта на восприемањата и пренесувањата на мислењата од генерација во генерација, односно колку тоа одговара на стварноста која низ вековите може да се провери. Но со оглед на тоа, да речеме дека ние во Федерална Македонија, која во рамките на Федерацијата имаше различни имиња, во Независна Македонија, повеќе од 50 или 70 години, од 80-те години, не пронајдовме или не се роди кај нас идеја да се тоа прашање истражи, да се соберат доволно податоци, да се систематизираат и на соодветен начин да се понудат на јавноста, да се запознае. Тоа сепак укажува дека тој инертен, како кажам, отпор кој е можеби не всаден во нас, туку кој што е резултанта на потребата да се направи посебен подход, да се отиде 40 на километри од Прилеп, каде што нема изградени соодветни комуникации, каде што сега немате луѓе, да ги пронајдете луѓето кои што ќе ви раскажат приказни толку колку што јас ги знам сега приказните, затоа што оние кои што ги знае, ние ги пропуштивме, не успеавме да ги собериме скажувањата и приказните за селото, за фамилиите, за приказните кои ќе ги слушате, се прашувате дали воопшто ова е можно да му го препишите на луѓе. Так. Убаво рековце, ние за жал понекогаш, односно често, сме инертни, мрзливи, пасивни, како да чекаме некој друг тоа да го направи за нас, а не ние самите. Но, драго ми е што се подсетивме на вашите корени, всушност се подсетивме на нашите корени, на македонските корени. Кажавте вие пред малку дека студиравте и дипломиравте во Белград. Уште тогаш се определивте за образованието, за науката. И таа ве следи уште од тогаш се до денес. Па затоа сакам да ве прашам, кога вие го почувствувавте тој професионален миг дека ќе се занимавате со вистинска научна и академска мисла, бидејќи кога ќе погледнете наназад, зад вас се само истражувања, книги, учебници, вие сте венчани со образованието и со науката. Кога тоа го почувствувавте? Уште во основно, во средно образование или во Белград? Искрено да ви кажам, моето семејство ја имаше филозофијата за која што вие ми рековте дека учи за да не се мачиш, за да тоа што ќе го работиш да не биде изложено на ветар и сонце и да можеш секогаш кога ќе има неправда да се определиш самостојно да ја вршиш таа работа. Во училиштето и во Рамполевката и во гимназијата, морам да кажам, имав извонредни професори кои што и наставници и професори кои што ни вградија љубов кон учењето и кон вредностите кои ги произведува образованието. И одењето во Белград беше всушност еден таков порив да се отиде во средина каде што првпат во животот стапнуваш, не знаеш на која страна, колкав е градот, на која страна се наоѓа факултетот и така натаму, и да го прифатиш предизвикот.
Во вистинска смисла на зборот, можеби повеќе почнав да подразмислувам за наука во моментот кога во 86 година ја одбранив магистерската теза на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Покојниот сега професор Стојмен Михайловски ми беше ментор. И јас тога се зафатив со истражувањето на еден институт во македонскиот политички систем, во собраниското работење. Бев 4 години во тој период во составот на собранието за правото на поставување на прашања. Тоа во тој период во тогашната федерација имаше објавено еден труд од Македонија за правото на поставување на прашање и како ние тогаш го нарекувавме делегатско прашање. Инаку морам да кажам претходно кога работев во ЗИК Прилеп во рамките на Центарот за информирање марксистичко образование, како новинар во фабричкиот весник или во весникот на земјоделскиот комбинат, се занимавав и покренував иницијативи за собирање на податоци и за нивно вкрстување во однос на одделни специфичности на вработените во тој период. И мислам дека тој порив особено се засили по одбраната на магистерската теза и една година или две после тоа се имаше распишано конкурс во дневниот печат и конкурирав на факултетот за безбедност, каде ми избра за асистент. И тоа беше веќе определбата потемелно да се посветам на прашањата од научната работа. Инаку во дотогашната работа јас припаѓав на групата млади луѓе кои беа политички активни и беа ангажирани на одделни или политички функции. Моето примање на факултетот за безбедност беше всушност повлекување од таа сфера и насочувањето кон образовната сфера. И во вистинска смисла на зборот, ако зборуваме, целосно со целиот интегритет се посветив на образовниот процес, на истражувачката работа со доаѓањето на факултетот за безбедност. Уште повеќе што бев избран на предмет кој се именуваше како методологија на истражување на безбедносните појави. Мојата задача во целокупниот образовен ангажман или целокупното ангажирање во образовниот процес беше да создадам или да придонесам кај младите луѓе да се развие културата за собирање на податоци. Зашто нема нација и нема успешна наука ако немате развиена култура за собирање на податоци. И дека токму тој порив всушност ме водеше кон тоа што е можно повеќе да го посветам вниманието на создавање или на пренесување на знаења кај младите луѓе, што е можно повеќе да ја развиваат навиката за собирање на податоци. Зашто држава која не умее да собира податоци, која нема развиен усет за значењето на секој настан кој се случува, таа објективно ќе се најде во ситуација за нејзините дејци, за нејзината историја да користи туѓи извори кои секогаш се обидуваат да им понудат не какви биле историските факти и какви биле историските околности, туку како на нивните интереси им одговара да бидат тие прикажани. Тие се извитоперени, скривоколчени, односно направени се според нивни критериуми вкуса, не според домицилни, според нашиот. Апсолутно. Сакав токму тоа да ве прашам, дека вие се посветивте на безбедносните науки и тоа уште во оној период кога тие беа помалку кај нас во Македонија, кога беа помалку институционално оформени. Значи, уште во самиот зачеток, вие сте активни и го воведувате, го развивате концептот на методологијата на безбедносните науки во академската средина. И доказ за тоа се и овие ваши 3 обемни, значајни книги. Методологија на безбедносните науки, ова е книга за основите, значи книга број 1. Тоа е за основни студии, за додипломски. Додипломски. Понатаму, вашата книга Методологија на безбедносните науки, истражувачка постапка. За постдипломски. Книга 2, наменета за постдипломците, значи за постдипломските студии, но тоа не е се. Ова е и вашата 3та книга од оваа тематска
целина, методологија на безбедносните науки, аналитички постапки. Книга? 3. И има книга 4, која на одењето во пензија во 2021 година излезе од печат, 1 месец по моето одење, заедно со колешката Фросина Ташевска-Ременски, ја објавивме методологија на истражување на криминалитетот. Криминалитет. Да. Сега, кога сме тука ки книгите, за да не сгази времето, па да заборавиме да ги представиме и овие 3 книги, вие сте автор и на книгата Политичка социологија, основен учебник за студентите на една од студентските групи криминологија и криминална политика. Тоа е изборен предмет, беше изборен предмет на нашиот факултет. Така и исто така книгата Граѓаните за корупцијата. Тоа се 5 годишни истражувачки резултати. Овде сте група автори, многу актуелна тема. Лонгитудинална студија за корупцијата од 2013 до 2017 година. Во мојот компјутер и се уште необјавени резултати имам до 2021 година, а во моментов работиме со професорот Маријан Николовски, професорот Александар Иванов и доцентот Кире Бабановски на конструирањето на безбедносниот индекс и имаме определени резултати кои, ако зборуваме за резултатите, ќе укажам дека тенденциите кај граѓанството во однос на проценките на корупцијата се високи, бидејќи тие оценки се градат 0 не знам или нема, а од 1 до 10 дека просечните оценки се некаде над 7, што укажува дека еден добар дел од истражувачкиот примерок кој партиципира во одговарањето на прашањето има убеденост дека во Македонија цветаат определени облици на корупција, од кои највисоко е позиционирана корупција, политичката корупција, корупцијата во безбедносните институции, а најниско со 7,40 и нешто е ситната корупција, која ние често пати и не ја премногу перцепираме како корупција, туку како дел од културниот образец, кој што ни е наследен во рамките на Отоманската империја, имено да не се оди никаде со празни раце, нели? Ќе слушнете коментар од секојдневната комуникација, кога имате желба некаде да отидете, нека се заблагодарите за определен однос, почит кон вас или за определена извршена работа. Тој дел во литературата го нарекува ситна корупција, кај нас повеќе или помалку тоа прашање е поврзано со културниот образец или со поведението кое што го имате во македонската практика. Мислам дека и го имате и на Балканот. Професоре, темата корупција е толку длабока и толку широка, што ќе ни бидат и 100 вакви емисии малку, но на вистина, како граѓанин, како човек, се прашувам, бидејќи пред само една седмица имав едно лошо искуство токму во вашиот роден Прилеп, само што излегов од автомобилот за да видам дали работи банкоматот, веднаш дојдоа 2 полицајци, како да сум направил злочин, ме казнија 180 евра и јас бев пресреќен што платив половина од тоа веднаш во полициската станица, буквално чека во ред за да платам. Овде не е корупција, туку е лош однос кон граѓанинот. Бидејќи кога отидов во Крушево ми кажа и нас не казнуваат, гледаат дека сме со крушевска регистрација, а тебе те виделе дека си со скопска. И ние сме први на удар. И зарем мораме секаде да подкупуваме, дали бил тоа лекарот, дали бил тоа професорот, дали бил тоа полицаецот, да го подмитуваме, да го подкупуваме. Може ли овој плевел да се исчисти на кој начин од македонска држава, бидејќи ние како граѓани сме исплашени, измотретирани, понижени и нема пари со кои што можеме да платиме се и за паркирање. За мене не е никаков прекршок ако со автомобилските гуми застанеш за
10 секунди на едно место да зирнеш и пак да влезеш во автомобилот. Прекршок е ако возиш на црвено, прекршок е ако не почитуваш. А вака и тие што почитуваат, плаќаат и многу е непријатно. И вели жали се. Каде да се жалиш? Да влезам во судскиот лавиринт, година дена уште и да плаќам адвокати и на крај да речат си направил прекршок. Ова го кажа преку моето искуство, бидејќи корупцијата има длабока врска со санкциите. Од една страна велиме, само санкциите може да не доведат до ред. Да, се согласувам. Но, не на овој начин. Не пајаците да собираат автомобили, каде луѓето да ги стават автомобилите на глава. Треба да има паркинзи. А некој им направил згради без паркинзи. И ние сме као граѓани малтретирани, понижени и казните се драконски. Зарем 180 евра за станување од неколку секунди, дури не беа ни минути. Ова го прашувам, бидејќи правите истражување, долго време сте во оваа сфера. Како против корупцијата? Како против закони што важат за едни, што не важат за други? Тоа сега да прашувам. Благодарам. Вие отвори се неколку прашања. Да, во едно. Само вака ќе кажам за следното. Значи, прво, во периодот на транзицијата, што се направи? Се срушија сите критериуми, ако сакате и стандарди, кои обезбедува граѓанинот што е можно да се чувствува по-релаксирано и да се чувствува слободно. Так. Се воведе под паролата се снајде, всушност преку непочитувањето на правните стандарди, преку рушењето на стандардите, се изврши прераспределба на богатството и се смета дека секој кој што има положба да заграби од општественото, од стекнатото богатство, тоа му е дозволено. Втората работа што сакам да го кажам, дека до 92 и трета година полицискиот состав во Македонија се бираше од средните училишта или почнуваше да се гради идентификацијата на поединецот со полициската организација уште од ученички денови. Денес во полицијата, а особено кога беше тоа почна кога беше министер господинот Мијалков, прво собра 1200 собра во буквална смисла на зборот. Шерифи. Локални шерифи. И ги облекува се униформи. Го укинаа средното училиште. Пендрак и значка. Го укинаа средното училиште, потоа го укинаа факултетот. Кога мене ме прашува зошто ви го укинаа факултетот, затоа што власта се плаши од школувана полиција која открива рами во власта. И граѓанинот наместо да му се создадат услови, да има место кај ќе се паркира. Никој од нас не изиграва шериф ако не се обезбедени стандардите. Насекаде каде што се гради, каде што се постава објекти за услуги на граѓаните, мора да се обезбедат минимум услови за да можат да извршат услугата. Трето, во полицијата се притиснати од тезата да имаат бројки да укажат колку успеале да поттикнат граѓани. Во оваа политичка социологија, јас зборувам токму за тоа. Не е точно и не е ефикасно средство драконските казни. Тие на еден или друг начин ги поттикнуваат другите начини на кои што може да се заобиколат драконските казни. Еден од нив е подкупувањето. Ситната корупција за која ја зборував се однесува на еден феномен. Кај нас се бранеше една магистарска теза, па го прашав јас авторот. Дали можете да направите споредба, например, трансферот кој што се прави преку граница со помош на пропуштањето или недоволната контрола од страна на државните органи и носењето на една бајадера има исто значење. Ако ние се обидеме, тоа е обично манипулацијата која се чини кога сакаат да зборуваат за корупцијата, дека таа е масовна.
Масовноста се однесува во однос на начинот на користењето на средствата од буџетот, во однос на користењето на националното богатство кое што го имаме во форма на државна сопственост и особено кое го има во начинот на неизвршувањето на функциите кои ги имаат надлежните државни органи, во однос на контролата, например, на меѓуграничниот промет, во однос на движењата на определени секи, во однос на платниот промет. Таму настануваат коруптивните сделки. Не настануваат. Тренирањето на строгост и покажувањето на мускули на граѓанин кој што направил наизглед безозлен прекршок само укажува дека нашата полиција, која се образува со едногодишни или неколку месечни обуки во Центарот за образование, не доволно проникнала во содржината на демократското општество, не ги совладала принципите на community policing. Во community policing е концепт кој го замислува полицајецот како контакт полицаец кој ги разбира тегобите, тешкотиите и начинот на живеењето на поединецот. Ама и треба да те опомене, треба да ти укаже, а не веднаш драконска казна. Апсолутно, тоа силеџиски е. Тоа покажува, сега знаете че спортистава тезата дека законите важат за сите подеднакво и треба да се спроведуваат. Меѓутоа, ако немате објективно создадени услови, на прекршокот, Тоа е прашање кое што навистина отвара. Инаку сакам да кажам следното. Повелете, професор. Ова студија објавена 2018 година. Во неја има применето неколку мултиваријантни постапки за утврдување на факторите за корупција. И морам да кажам дека неколку влади се променија со различни политички ориентации. Ни една од нив не изрази интерес за оваа студија. Ни една. Да. Што тоа укажува? Да. Укажува дека за корупцијата сакаат да им зборуваат оние кои што корупцијата ја светуваат дали има копче, нема копче. Да. Дали е во законот регулирано или не. Да. Па можете ви 1000 закони да напишете. Ако нема во општеството клима, ако нема водечка сила која ќе работи на тоа да ги затвори каналите за корупција, таа ќе се цвета. Затоа ние се уште повеќе со пропаѓањето на специјалното јавно обвинителство, со промените на кривичниот закон, со кој што застарија многу кривични дела, сите големи приказни за големиот криминал кој беше направен во Македонија и така натаму, завршија неславно и ние денес живееме со тезата дека единствено во Македонија се исплаќа да правиш голем криминал, не ситен, само голем криминал и тој всушност останува неказнат. Овде всушност во оваа студија ние се обидуваме да посочиме кои се 4 групи на индикатори кои индицираат каде настануваат интеракциите во корупцијата. И на неколку од луѓето кои што беа задолжени, имавме ние заменик подпредседател на влада задолжен за добро владење. Па имаме државна комисија за антикорупцијска комисија. Па имаме уште неколку тела и ние всушност имаме тела кои што имаат задача да отвараат расправи и една на други да си ги преземаат обврските и никој да не постапува. Да. И затоа ние живееме во општество во кое што сметаме, односно се гради се повеќе филозофија, културата на корупција. Затоа што сваќате дека ако не сте дел од тој процес, прво ве сметаат за салонски интелектуалец, потоа ве сметаат дека вие не сте умееле да ги прочитате знаците на времето и не сте успееле да се етаблирате во општеството. Студијата повеќе или помалку отвара еден значителен број на прашања. Рецензентот за оваа книга, кој додека беше жив, неколку пати ме праша дали во врска со наодите кои што ги имате во овие 5-годишни издржувања. Денеска некој од позицијата и од опозицијата ве контактирал. Дали некој ве запрашал што вие имате од тие резултати да им предложите како не мора да прифатат вика сега, дали како идеи за излегување или за придвижување на борбата против корупцијата. Но мислам дека се додека во Македонија има државна сопственост
и основи за растоварување на таа државна сопственост на приватни интереси, се дотегаш интересот за справувањето со корупција да ќе биде мал, затоа што дебатите кои се водеа во времето на специјалното јавно обвинителство и особено дел од разговорите кои ние ги слушавме како граѓанство укажуваат дека таа не е само македонски проблем, дека во неј има инволвирани и одделен број на структури, дека притисоците на помоćните, особено надвор од Македонија, влијае на тоа да се создада што е можно помалку ефективни облици на утврдување на одговорност. Сакам овде да кажам дека денеска е во дискурсот во општеството има еден друг наратив во однос на специјалното јавно обвинителство и така натаму и во постапките на тогашната власт. Јас како истражувач зборувам и мене не ме интересира кој владее, туку дали во функционирањето на државата се создаваат предпоставки да функционира демократското општество, да функционираат слободите и правата и да се чувствува граѓанинот комотен и слободен, да може слободно да дигне телефон, да пријави било каков деликт и да биде помалку испрашуван од оние кои што го направиле деликтот. Така. Затоа што еден добар дел од граѓанството не се јавува на 112 и на другите броеви, затоа што обидот да го објасните зашто сте се одлучиле да пријавите е многу потежок отколку да ве стават во ситуација да ве осомничат дека сте направиле деликт. И тоа е објективно, значи вистински индикатор за демократскиот процес во определена земја, колку граѓанинот на вистина чувствува полицијата за своја, колку е подготвен да дигне телефон и да пријави. Ние долго време во Македонија, таму некаде од средината на 90-тите години не можеме да се пофалиме со такво искуство. И денес не можеме да се пофалиме. Апсолутно, можеби има нијанси на подобрување, но тие не се од таков квалитативен карактер за да можеме кога ја промовиравме 10-годишната студија за ставовите на граѓаните за работата на полицијата, еден од моите соработници организираше тоа да биде во Европскиот дом и во присуство на тогашниот министар за надворешни работи во најавата вели ние сега можеме да констатираме дека малцкиот полицаец ги остварува своите цели. Потоа настапив ја реков вака: моите истражувачки резултати покажуваат дека не можеме ние да зборуваме за било каков исчекор. Дека сегашните истражувачки резултати апсолутно не се разликуваат од оние од пред 10 години кои ги имаме. И дека апсолутно тоа повеќе може би е желба да тврдиме дека има определен исчекор. Дека е така, а не е така. Затоа што квалитативните промени не настануваат со тоа што ќе го облечите полицаецот во кратки панталончиња, ќе го качите на велосипед и така натаму, затоа што граѓаните не го чувствуваат него како community policing, како човек кој што е од заедницата. И не му веруваат, и не можат да му се пожалат, не можат да му поттикнат. 10-11 години на факултетот како изборен предмет го држев предметот community policing. Неколку проекти се одвиваат, ОПСЕ особено тука вложува пари, американската амбасада и така натаму. Во ниеден случај досега некој и од моите бивши студенти кои работат на проекти не ме покани, не рече професоре, дојдете да поразговараме какви концепти, што можеме ние од она што вие досега сте го проучували. И во таа студија која околу 400 страници имаме неколку глави посветено на community policing. Знаете, се развива една теза дека во Македонија од 90-та година навака е универзитетот на 7-ми колосек, на 8-ми колосек, надвор од општествените случувања. Властите, без разлика која политичка провиненција е, кога сакаат да зборуваат за универзитетот, канат поединци, на кои што најчесто имаат вредносни ориентации или сугестии кои што се во духот на очекувањата на оние кои што го концепираат. И објективно во такви услови ние не можеме да се надеваме, нема дебата на универзитетот. Не е универзитетот ставен како творечко јадро да ги поттикни сите процеси. И затоа можеби и ние сме нова дереđe на кое што сме 20 на може и повеќе години, наместо
наместо да се движиме напред, ние стагнираме. Ние ако можевме пред 30-40 години за 3 години, 4 да сметаме да купиме нова кола, сега за 5 или 7 години тешко можеме да сметаме дека можеме да купиме нова кола од средна класа, не од скапите автомобили. На прашањето на студентите што е добар живот, кој ќе праша, затоа што прашува дали навистина имало некое време кога поубаво се живеело. Ја му велам, не е точно дека таму било идеално. Тоа беше исто општество на нееднаквост, општество на различна, имаше повисок ниво на толеранција, повисок прак на проодност. Овде нема ниво на толеранција, нема прак на проодност. Што значи добро да живееш? Тоа значи, викам, да можете со својот личен доход за 5 години да си направите куќа, за наредните 5 години да си купите автомобил и за наредните 10 години да заработите пари да си ги школувате децата. Тоа е всушност примања кои ви обезбедуваат нормален живот, да можете да му се посветите на животот како истражувач. Ние, всушност, не само ние, посттранзицијските општества, се општества во кои што се со државна помош се поттикнува и следи дивиот капитализам, дивата распределба на капиталот. Ние како граѓанско општество со транзицијските ориентации од 91 година се определивме дека ќе градиме современо демократско општество со приватна сопственост, со приватна иницијатива, но се определивме и тоа дека ќе видиме социјална држава, дека прагот на толеранцијата нема толку наеднаш да се сруши колку што се сруши. Ние сега затоа кога зборуваме за корупцијата, ние зборуваме од академскава средина со истражување и вака вели, што покажал овој со факторска анализа, што има врска, тоа зависи од податоците. Точно, податоците зависи, но ако вие имате 10 години слична тенденција на тие податоци, тогаш нормално е да поставите прашање што е тоа што генерира такви гледишта кај граѓанството. Резултанта затоа што луѓето се емпириски субјекти, тие ги следат промените кои настануваат во општеството, кои настануваат во нашиот личен имот, кои настануваат во нашата презентација на таквите резултати. Професоре Мојановски, ви благодарам за вашите исцрпни одговори и експликации, но морам на крајот од емисијата да ве прашам нешто што за мене и верувам за пошироката јавност е мошне битно. Вие покрај академската работа имате и ангажман поврзан со црквата и верските институции. Сакам да ве прашам како ја доживувате улогата на религијата и духовноста во градењето на личните општествените вредности, односно тоа е факт дека научниот пристап може да функционира заедно и со духовните вредности. Пример за тоа сте и вие. Често преку медиумите ве гледаме во телевизиски, би рекол емисии, ама можем да речем и дебати, поврзани со религијата. Дали духовноста не недостасува денес наспроти материјализмот? И дали е тоа главниот мотив што вие се вклучувате во овој процес и во овој развој? Еве, макар накратко да ни одговорите, иако прашањето е многу широко. Знаете, историјата на човештвото до Бекон се подпира на традициите на религијата и религиозниот живот, целокупниот творечки потенцијал кој го има човештвото во однос на уредувањето на општествените односи, во однос на сознавањето на светот, е резултанта на тој културен образец кој што меѓу останатото го наметнува религијата во начинот на восприемањето на светот. Еден значителен број од истражувачите во историјата на човештвото се луѓе кои непосредно припаѓаат на црквата, кои се дел дури од црковната структура. Трето, духовноста несомнено е контаминирана од грубата интерпретација на материјализмот. Материјализмот непотребно е подигнат на пиедестал,
кој што објективно не му припаѓа и абсолютизиран. Ако има автори пред векон кои што ја абсолютизираат религијата и религиозните вредности, можеме да кажеме дека во современото општество има автори кои што ја глорификуваат материјализмот и дека материјализмот е неможно да го восприемите без соодветна духовна реакција. Ако се обидете да одговорите што е духот, тогаш несомнено ќе завлеземе во една дебата која што може од Платон па до модерните филозофи да ја раслоиме. Се однесува на тоа колку нашиот натрешен порив се обидува образецот на Бога кој е во нас изразен како библиски факт или како библиско тврдење. Ние успеваме да го пренесеме, да го трансформираме во комуникацијата со луѓето, особено со чинењето на доброто. Во тој поглед, ние се повеќе во отсуство на духовни содржини, духовни знаења, се подпираме на определени имитации кои ни ги нуди раскошниот живот и материјалното восприемање на светот. А се помалку сме подготвени да се погледнеме прво во себе, а потоа да го погледнеме и другиот, затоа што другиот е нашето огледало. И нашиот однос кон него всушност е нашиот однос кон себе. И ние во тоа не успеваме да го направиме. Ја морам да кажам дека моето раководење со државниот орган Комисија за односи со верските заедници и дружењето со представниците на верските заедници во Македонија ми помогна да еден значителен дел од небулозите, од предрасудите, ако сакате и од лутањата кои што ги има во себе да ги совладам и дека тој искуство особено ми е значајно и многу им благодарам на сите тие кои беа дел од моето работење затоа што навистина ми помогна и мислам дека ако ништо друго барем по една работа можам да кажам дека честопати се вртам кон себе кога ќе се однесувам кон некого, односно дали би постапил јас со себе така ако постапил како што постапува кон другиот. Професоре, сакам да ве замолам со еден од овие фломастери или со ваше пенкало. Може, како сакате, јас имам пенкало. Да. Ајде, со вашето пенкало, со кое што пишувавте оценки. Да. Овде напишете на ваша мисла, на ваша порака и да ни се подпишите. Тоа не е навообичаена практика. Пријателите. Се како сонцето. Одлично. Звучи поетски, ама многу е реално, многу е убаво кажано. Не ги гледаш често. Одлично. Но тие постојат и зрачат секогаш. Но тие добро. Секогаш се тука. Одлично. Ние со вас, почитуван Христо, да сте биделе, може би децении, повеќе од 30 години. Али моето доаѓање овде само потврдува дека пријателите се како сонцето. Ви благодарам за таа порака и таа мисла и верувам многумина ќе ја запомнат, бидејќи е многу суштествена, многу е суштинска. Сакам, професоре и колега и пријателе, со рака да ви честитам за се досега што имате направено и за овие книги, овие учебници, но и за вашите заложби за подобар и посреќен живот на граѓаните во нашава убава држава, земја Македонија. Да се надеваме дека зрењето ќе продолжи и резултатите набрзо ќе ги видиме и дека ние ќе постануваме се по-хумана, се по-демократска, се по-обединета заедница во која што ќе се почитуваме прво себе си и сите луѓе околу нас. И да се надеваме и да работиме на тоа навистина Македонија да биде среќна заедница со сите разлики и со сите специфичности кои што ги има во неа. Ви благодарам што. Благодарам и вам за поканата.